Председателот на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, повторно ја одложи забраната за апликацијата TikTok, која првично требаше да стапи на сила ова лето. Ова е трет пат од неговата инаугурација во јануари, кога администрацијата на Трамп одлучува да ја пролонгира конечната одлука. Според најавите од Белата куќа, Трамп ќе потпише нова извршна наредба со која ќе се продолжи рокот за имплементација на законот за уште 90 дена. CBS News објави дека новата мерка ќе биде донесена оваа недела, во обид да се добие дополнително време за договарање со кинеската компанија ByteDance. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека председателот Трамп не сака TikTok да биде блокиран, туку бара компромисно решение кое ќе ја гарантира безбедноста на личните податоци на американските граѓани. Според неа, продолженото време е клучно за финализирање на преговорите. TikTok останува под зголемено внимание на американските власти, кои стравуваат дека апликацијата може да биде користена за шпионажа од страна на кинеската влада. И покрај трите одложувања, се уште нема јасна временска рамка кога и дали забраната ќе стапи на сила. Мета започна тестирање на нова функција на апликацијата WhatsApp која користи вештачка интелигенција за автоматско сумирање на долги разговори. Опцијата, наречена Резимирај со Meta AI, се појавува кај индивидуални и групни разговори на Android уредите и е дизајнирана да заштеди време на корисниците што пропуштиле дел од комуникацијата. Функцијата е достапна само ако е овозможена приватна обработка во поставките, при што Мета нагласува дека пораките се анализираат во безбедно опкружување без пристап од трети страни. Сепак, Meta AI нема да функционира ако е активирана напредна приватност на разговорот. Покрај оваа новина, компанијата тестира и асистент за пишување сличен на Rewrite на Instagram, а слични функции се тестираат и на самата Instagram платформа. Иако технологијата ветува практичност, претходни искуства со слични алатки не се покажале како совршени. Википедија го паузираше тестирањето по само еден ден, а и Apple ја повлече својата функција за вирезимирање на вести поради дезинформации. Останува да се види дали Мета ќе обезбеди понадежна и поточна имплементација.